Здраво Македонија, време е да започнеме со денешното издание на Листа за 300, квиз на знаење и надбудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени и ќе ги повикам од секој момент. Знаете дека прво ги повикувам надпреварувачите, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. Во овој случај домакинки. Да ги поздравиме Весна и Валентина. Повелете. Не знам зошто секогаш кога ќе се каже нели за машко и домакин човек, тоа се свака како леле, кога ќе кажеш на жена домакинка, испее како да седи дома само и нели да подзачепно и малце го сваќаат погрешно. Ќе кажеш на жена и права домакинка, сега доста не ми викај така сега, не сум и работам, не сум само домакинка, добро. Океј. Не сукам, не сум. Како сте вие денеска? Расположени сте? Одлично. Се е полесно кога имаш 150 евра во джеп. Не имав интересно издание минатиот пат, супер беше и на пенали. Што е најинтересно кога добивме нели победникот, темите интересно тешкички. Но на крајот сепак се добро излезе. Да. За нас да. За вас да. Точно така. За денеска сме подготвени, рековме. Сме. Да не сакате да додадете нешто или ки си молчиме мудро, па ќе користиме зборовите за тоа што треба. Така. Секогаш мудри и паметни дамите. Денеска како домакинки нема да ве држам повеќе. Ќе ми кажете дали е поразлично да се биде во таа кабина отколку во другата, но тоа после. А сега домакинки, повелете во вашата кабина. Благодариме домакине. Ви благодарам. А нормално, сега е време да ги запознаеме нивните противници, односно денешните предизвикувачи денеска. Таа улога им припадна на Златко и Дарио. Повелете. Дарио, здраво. Златко, здраво. Како сте? Можете понаваму да дојдете, вака за да не ми паднете, да му дој понаваму, Дарио. Супер сте си. Како сте, момци? Супер. За прв пат во Листа за 300? Јас само нимо идам. Ти така да. Ајде Дарио, тебе да те запознаеме тогаш. Кој си, што си, од каде доаѓаш? Јас сум од Трубарево, студент на Финки, 20 години. Како е на Финки да се студира? Забавно е? Многу интересно. Многу интересно, кажи, кога имаш обврски преку глава, тоа е тоа. Ако мене ми изгледа како интересен факултет, бев на надпревар, имаше некој за роботика. На Финки минатата година и многу во се поминав. И се искуствата ми се мене од тама, ама не сум студент, па се, нели, се е другачие кога те како врска целото тоа зададено. Златко, ти? Јас исто на Финки, исто од Трубарево, исто 20 години. Како ќе му дое Смерови? Смер. Не, различни смерови. Различни смерови. Што смер си ти, Дарио? Јас сум интернет мрежи и безбедност. Ја примена на информатиски технологии. Ништо не ми значи, ама викам ај да ве прашам. Да. Чисто кога да не биде сега. Интересно. Дали Златко, дали сме спремни за денеска? Не спремни. Одлично, нема да ве прашам дали имате омилени теми за да не откриеме нешто нели на вашите противници, тоа да се одрази на крајниот резултат. Мене тоа што ми е важно е доколку нешто не го слушнете, не ме разберете како што треба, да ме прашате и доколку имаме некаков технички проблем, да ми сугерирате за да го средиме. Договорено? Договорено. Сега почнуваме како предизвикувачи, до каде ќе стигнеме, ќе видиме во продолжение. Повелете во предизвикувачката кабина. Весна и Валентина, односно Златко и Дарио се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакингите. Златко и Дарио, дали се слушаме? Да. Златко знае какво е чувството да се биде во кабината. Дарио, тебе чудно малце, ама ќе помине и тоа, ќе се навикнеш. Златко, што направивме минатиот пат, дека не ми текнува искрено? Ништо не направивме. Ајде, денеска со нови сили до нови победи, така е? Така. Имате опасни надпреварувачки, затоа внимателно и сконцентрирано. Ќе ви го кажам ова сега на почетокот. Храбро играјте, времето е на ваша страна, значи немојте да брзате барем не на почетокот. Кога ќе дојде време за брзање, кој има потреба, јас ќе ви кажам, но до тогаш слабо, пуштено и сконцентрирано, зборувајте си слободно кога сте во кабината, затоа што не ве слушаат вашите противнички, договарајте се,
калкулирајте ситуацијата и тоа е тоа. Со среќа во продолжение. Сега ќе исклучиме вашата кабина да провериме кабината на Весна и Валентина, дали се слушаме? Да, одлично. Одлично. Па домаќинки може да почнеме? Може домаќин. Одлично. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, плюс имаме зелено светло за старт од домаќингите, па домаќинот вика, ајде да почнеме. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првата лицитација или првото надавање. Темата за истото гласи: зборови каде третата буква е буквата Р. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и каде третата буква е буквата Р. Се признаваат сите видови зборови, но секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден било кој род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Весна и Валентина, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Златко и Дарио, дали не е јасна темата? Дали има минимално колку треба да има букви зборот? Не, треба да е точно 5 букви. Точно да е Убаво пет. што праша, да. Ето, точно 5 букви треба да е зборот. Затоа бидете внимателни и третата буква да е буквата Р. Има доста зборови, ќе ви кажам и на едните и на другите, аз тука имам издвоено повеќе од 80, 90. Чисто ви кажам бројката за да се опуштите малце, да не мислите дека малце зборчиња има. Ако не е јасно, тогаш да започнеме. Знаете дека со надавање при првата лицитација први започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Златко и Дарио. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Весна и на Валентина. А Златко и Дарио, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Едно. Еден. Започнуваме со еден. 4. 4. 4. 5. 5. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 13. Срекна 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. Стигнавме до 30. 31. 31. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме Весна и Валентина. Фајля мисла дека по разговорот кој што ги имавте пред малце, дека може би се двумите да се одговорите, дека малце климава работа, па ви да одговараат. Дали е така? Сега ќе видиме Златко и Дарио. Имате тука 31 празно поле, ни треба 31 точен одговор, за да го освоиме првиот поен. Темата беше зборови каде третата буква е буквата Р. Како што рековме, бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и каде третата буква е буквата Р. Но да внимавате, треба да е во еднина, во еден било кој род и без членување. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Карта. Карта. Така е. Добре се. Дарба. Дарба. Така е. Марк. Марк. Марка. Така е. Сарма. Сарма. Никогаш доста од сарми. Сарма точен одговор, не сме да биде погрешен.
Парче. Парче. Така е. Бурек. Бурек. Тоа е вистинскиот збор. Така е. Сурла. Сурла. Така е. Фурна. Фурна. Точно. Фирма. Фирма. Точно. Ајде, мислет има. Убаво ни тргна. Ајде се и да продолжи така работата. Шарен. 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 Така е. Варен. 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 Компир. Така е. Зарем. Зарем. Така е. Јарец. Јарец. Јас сум јарец во хороскоп, еве одма да се пофалам. И јас. И ти? Не, ти се најакат знак. Дали тебе секогаш кога ќе те прашаат што си во хороскоп и кога ќе кажеш јарец, ти те брат, ајде. Да. Да? А и мене исто. Не знам зошто. Што треба тоа да им значи, ајде. Не рогоње само што сми нечи и тоа е тоа, ништо лошо. Побелет. Јарец е точен одговор. Корен. 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 Така е. Борец. Борец. Така е. Борба. Борба. Така е. Чорба. Чорба. Една чорба како би легнала сега, кажи. Така е точен одговор. Торба. Торба. Точно. Морал. Морал. Точен одговор. Чорап. Чорап. Така е. Карпа. 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 Само Златко и Дарио, ќе мора сега веќе да почнеме да убрзуваме. Времето почва да... Карпа. Пора малце да убрзаме, тоа да не сгази времето. Горда. Горда. Така е. Торта. Торта. Така е. Порта. Порта.
Порта, 24 точен одговор. Сорта. Сорта. Така е. Ајде, Златко и Дарио, ќе морам за една минута Порој. да почнам да бројам. Порој. Така е. Морам да почнам да бројам, момци. Порок. Порок. Дали Златко и Дарио имаат некои пороци? Не, ја кажувате тука нормално. Се зезам само, чувате език за вас. Точно. Но, како што реков, морам да почнам да бројам. 10. Карма. 9 карма. Така е. Уште 3 имаме. Ајде, мислете, момци. 10. 9. 8. 7. Перон. Перон. На перон 3. Така е. Точен одговор, уште 2 другарчиња. 10. 9. 8. 7. 6. Шарка. Шарка. Шарка имаше змија шарка, ако не се лажам. Една од најотровните кај нас тука во Македонија. Шарка. Само момент. Така е, точен одговор кој ќе биде последниот, но ја морам да продолжам да бројам. За жал 10. 9. Барем. 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 Барем 31 точен одговор за Златко и Дарио. Требаше порано да почнам да ви бројам. Како почнаа да ви текнуваат одма кога почнаа да ви бројам? Ние ги знаеме, но не сме сигурни. Пак. Така, без слушав од преска дека оставите на страна 5-6 зборчиња за кои што не бевте сигурни дали што како на крај се испоставија дека тие се точни. Браво, само внимателно во продолжение, имам уште една лиситација за играње. Во секој случај одлично одиграно. Буквално со свирежот. Завршивте ги кажавте сите оние 31 потребен поем. Весни Валентина добро беше, можеби уште малце да надавав уште едно-две и ќе беше другачи резултатот. Но тоа е што еве гледам дека ги прифаќате така убаво работите и тоа многу ми се допаѓа кај вас. Но имаме уште една лицитација, па не премногу лабаво сега да ги прифаќаме работите, нели да се бориме барем до крај, да видиме, можеби ќе направиме целосен пресврт на пенали. А сега пред да продолжиме понатаму, драги гледачи, да прочитам уште неколку од оние зборови каде третата буква е буквата Р, и кои што се точно 5 букви, имаме акреп, аорта, барел, барик, барок, барут, берба, варен, кажавме варош, верен, гарда, гордо, горен, горко, горчи, дерма, дорат, дурло, герис, жарче, жерав, журка, зарес, зарем, кажавме дзирка, пота итрец, ифрит, јаран, јарко, јурош, јурта, маржа, мерка, мирно, мурал, нарав, рерна и така натаму, уште многу ги има. Не знам дека колку многу зборчи има во македонскиот јазик, каде третата буква е буквата Р. Очигледно пола од зборовите биле такви. А сега, драги гледачи, време за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи. Елементи од периодниот систем чие име не завршува на ум. Извор, сајтот на ИУПАК, Меѓународниот сојуз за примената хемија, кој досега има признато 118 елементи. Ние ги бараме оние кои во наша транскрипција не завршуваат со ум, односно ум. Така, на пример, алуминиум или хелиум би биле погрешен одговор. Како помош можам само да ви кажам дека ги има повеќе од 40. Добро. Дали ви е јасна темата? Да. Одлично, Златко и Дарио, дали ви е јасна темата? Јасно, јасно.
Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се со резултатска негатива. Во таква ситуација моментално се Валентина и Весна. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите. Весна и Валентина, кога ќе имате понуда, повелете. 3. Започнуваме со 3. 4, 4. 6. 6. 7, 7. 8. 8. 9, 9. 10. 10. 11, 11. 12. 12. 13, 13. 14. 14. 15, 15. 16. Едно повеќе 16. Нека одговарате. Да одговарат? Ајде да видиме. Весна и Валентина, 16 празни полиња, ни требаат 16 елементи од периодниот систем кои не завршуваат на ум, за да го изjednačиме резултатот и потоа да бараме пресврт на пенали. Кога ќе бидете подготвени, дами, тога започнете. Кислород, јаглерод, водород. Идеме со трите. Некој да. Неон, аргон, манган, радон. Да, тргнуваме, па сега ќе видиме што ќе се деси. Хајде. Кажеш ти? Да, може. Со што започнуваме? Да. Кислород. Кислород. Така е. Водород. Водород. Точно. Јаглерод. Јаглерод. Точен одговор. Манган. Манган. Така е. Олово. Олово. Така е. Цинк. Цинк. Така е. Добро, железо. 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 Така е. Злато. Злато. Така е. Сребро. Сребро. Така и сребро. Радон. Радон. Така е. Неон. Неон. Така е. Аргон, неон, Сега неон го пишаме Да, точно. аргон. Аргон. Така е. бакар, 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 кажавме? Не. Бакар не. Бакар. 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 И бакар е точен одговор. Уште 3 ни остануваат. Полека сега, затоа Да, ќе... да, поред, ќе нема ги. искористиме. Флуор. Да. Хлор. Хлор. Флуор. Флуор. Така е. Фосфор. Фосфор. Точен одговор. Хлор. Хлор. Хлор 16 точен одговор за Весна и Валентина. Браво, ја истрчавме оваа тема, полесно од што очекував искрено. Мислам дека малце повеќе ќе се мачиме, не знам зошто така ја си мислам.
Немам право така да мислам, ама си мислам понекогаш. Тоа е што е. Браво женски, сега ќе играме на пенали. Внимавајте, бидете сконцентрирани ако сакате да направите пресврт денеска резултатски. Златко и Дарио, внимателно во продолжение. Добро, можеби требаше уште малце некој да нададеме, па ќе им ги заматевме малце сметките. Мислам дека и на вас ви текна, кога почнаа да ги набројуваат, после тоа ви текна и на вас и дека малце ви беше криво што не надававте малце повеќе, ама тоа е што е сега. Нема назад, но зато има напред. Гледаме кон еднината, кон пеналите. Бидете внимателни. Знаете за правилата на пенали, дека одговараме на поредно едните па другите. Се додека некој не погреши, но бидете внимателни, кабините се вклучени во текот на целата игра. А сега ќе прочитам уште дел од оние елементи од периодниот систем, чие име не завршува на ум, па потоа се селиме на пенали. Тука имаме антимон, потоа арсен, астатин, бизмут, бром, волфрам, жива, јод, калај, кобалт, криптон, ксенон, лантан, молибден, неодим, оганесон, платина, потоа сулфур, тенесин, титан, тантал, и така натаму. Искрче јазик, драги гледачи, дека да ги изговорам елементите од периодниот систем. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пенали. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да се освои убава парична награда. Зато, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи. Актери и актерики во серијалот филмови за Бетмен. Бараме имиња на актери или актерки кои играле во филмовите за Бетмен, кои беа снимени во 80-тите, односно во 2000-тите години. Првите 4 беа со наслов Бетмен, а последните 3 како Темниот витез. Последниот филм имаше премиера 2022 година. Вкупно беа 8 филмови во кои настапија плејада на славни холивудски актери и актерки. Не ги рачунаме, само морам да појаснам оние делови каде што се заедно со Супермен, Флеш и другите јунаци. Не знам како се викаа филмовите, заборев. Како и да. Весна и Валентина, дали не е јасна тема? Јасно. Одлично. Златко и Дарија, дали не е јасна тема? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање на пенали започнувате ковните предизвикувачи. Уште еднаш ќе напоменам дека кабините се вклучени во текот на целата игра и одговараме на поредно едните па другите се додека некој не погреши. Па да не должиме повеќе, Златко и Дарио, кога ќе имате одговор, да го споделите со нас. Повелете. Кристијан Бейл. Кристијан Бейл. Според мене, еден од најдобрите Бетмени. Точен одговор. Само да прашам, било кој што играл... Да, било кој, не само Бетмен ликовите, туку било кој. Мишел Фајфер. Мишел Фајфер. Она беше жената мачка. Точен одговор. Ајде, мислете, знам дека знаете. Заглавивме, Дарио. Златко. Заглавивме, абе, сигурно ви текнува некој. Ај кажете некој, кој вака ви паѓа на памет. Подобро да кажеме нешто отколку ништо. Да. Аз викаше женска, да, не е битно. Роберт Падингтон ли се викаше, да. Ајде да видиме. Аз викаше Падингтон, не е така. Нешто слично беше. Нешто слично. Леле, знам за кој мислам дека мислиш. За... Ајде ти дам уште една шанса да го кажеш името и презимето. Точно, ти текнува или не? Ке ти дам 10 секунди да размислиш, зашто толку можам. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2,
близко беше, ама не можам да го прифатам како точен за тоа. Чекај да видиме како ќе одговори, па ќе ви кажа. Вести Валентина, дали имаме одговор? Джек Николсон. Джек Николсон. Джек Николсон беше негативецот Джокер во оние филмови во 90-тите, 80-тите, 90-тите години кога беа снимени. И култна улога му е таа. И ден денес он е исто горднат самата, сега скоро читав интервју некој. Весни Валентина, ќе ви честитам повторно за победата. Се извадивте да пеналиве, ви се насмеат среќата сега со темава очигледно. Ја почекав дека Златко и Дарио ќе знаат повеќе на оваа тема, очекував. Дека нели со суперхерои филми и така нама. Ама заборев дека си акционен херој. Дека акциони филмови гледаш. Честитки. Ќе се видиме повторно за кратко тука на главната сцена. Златко и Дарио, супер надпреварувачи, криво ми е што вака излезе, иначе Роберт Патисон е името. Точно, и затоа не можем да го... После тој посекако немаше следно да го ставиме. Како да. А има други актери кои што се многу познати како Арнолд Шварценегер, Алисија Силверстон, потоа Гери Олдман, Дени Девито кој што беше негативец од Бетмен за ова Пингвин за оние кои што не знаат, потоа Дру Баримур, Ен Хатавеј, повторно се појавува во оние другите делови како Жената мачка, Килиан Марфи, Ким Бесинџер, Колин Фарел, Крис О'Донел како Робин, потоа Майкл Кейн, Морган Фримен, Никол Кидман, Раде Шербеџија, Томи Ли Џонс како негативец од Две лица, Ума Турман како тровната Ајви, Хит Леџер како еден од најдобрите џокери игрен, но за жал не ја доигра таа улога. Джим Кери негативец од Енигма, Џон Тортуро и така натаму. Златко и Дарио, ве чекам повторно во блиски дни да дојдете во листа за 300. Секој доаѓање сме се подобри и подобри. Тоа ми се допаѓа, тоа искуството си го прави. Што значи трета среќа кога ќе дојдете ќе си одиме со пари, со парична награда. Супер надпреварувачи бевте, искрено ви го кажувам ова. И храбри, и со доволно знаење, но неискусни. За жал, во некоја следна прилика и со подобар резултат ќе си отидеме. За жал сега морам да ви кажам чао момци. Со ова, драги гледачи, ги повикувам и Весни Валентина да ми се придружат тука на главната сцена и уште еднаш да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат? Останува да видиме. Затоа, останете со нас, се враќаме по пузата. Весна и Валентина повторно со мене тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда. Минатиот пат успеавте да ми земете 150 евра. Денеска се надевам искрено дека ќе ја дуплираме таа сума во најмала рака. Благодарам. Имам интересна тема, ќе се дообјасниме. После правилата наложуваат нели да мора да се потсетиме како стојат работите со нашата листа, се извинам. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума во меѓувреме. За 3 бачи точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 одговори си заминувате точни одговори, си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. А сега слушајте убаво. Слушајте и ви убаво, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема 100 најголеми острови на светот според површина. Извор е сајтот Светот на островите. Ги бараме имињата на најголемите 100 острови на светот кои имаат повеќе од 6000 километри квадратни. Треба да ви напоменам само дека Австралија е континент, а не остров, да бидете внимателни. И за ориентација нема ни еден во Јадранското море, неколку има во Средоземно море, а некои има исто име со државата и нормално ги прифаќаме и нив. Нели Јадранско море изобилува со острови. Да, така. Има многу, но ни еден не е поголем. Ја нема таа површина која што ја бараме, односно над 6000 километри квадратни. Така. Крит и Родос сте сигурно? Добро. Исланд, Крит, Родос. Исланд е огромен. Исланд е огромен. Да? Година од тоа? Исто. Или? Ајде. Добро, Сицилија, Сардинија? Да. Од нив кој? Сицилија? Сицилија. Добро. Крит, Родос, Сицилија. Ајде. Кажувате. Да. Кој сиде 15 од еднаш ќе ми ги кажете? Кој? Родос. Родос. Така е. Крит. Крит. И Крит е точен одговор. Сицилија. Сицилија за 50 евра.
Така е, точен одговор и 50 евра се ваши. Што правиме за тоа? Значи, остров, држава, може Може да биде. Да, Значи, се признава. Малта, Сартинија, добро. Маврицијус. Исланд го не го сакаш? Може. Оти е голем. Па Гренланд е остров Исланд некој остров. Добро, ако не сме сигурни, ајде. Малта, Малта, Сардинија добро. и Маурицијус. Маврицијус. Ајде. Или Сейшели. Маурицијус. Ајде. Ајде. Добра. Малта, Малта. Сега ќе видиме, чекајте. Малта е помало од Македонија. Ако излезе дека е помал, не идам на Малта веќе. Помало. Мислам веќе, не сум ни бил никош. Сега сакав додам, нема додам се. Како? Да, Го заборив тоа дека не треба на помалце често. мала е, дефинитивно. Да. Малта дека е архипелаг од повеќе држави, да, не знам колку километри квадратни, но Помалку и од Македонија. Да, помалку од Скопје. Колку Скопје е најголемиот, мислам, остров на Малта, така нешто од прилика површина, да. А за момент ја не обрнав внимание, Ама до малку тоа на 600 кил... Да, тоа е. можеби ќе ве Не. предупредев. Сега ми е крива. Другите би беа точни одговори. Не знам зошто, па и јас замаен Волку денеска. Ке ми извините и мене. Не, нема. Убаво си кажавте, ги има, ете ги и Сардинија ја спомнавте, така, потоа Маврицијус, Маврицијус, Сейшели. Така, да, ги имам многу, еве ја ги имам тука издвоено Бафин на Канада, Борнео, Калимантан старото име, Викторија на Канада, потоа Велика Британија, не ја кажавме, можевме Гренланд на Данска, Исланд, Јужен остров на Нов Зеланд, Јава, Јамајка, Кипар, Корзика, Кјушу по Јапонија, Минданао, Филипини, Мадагаскар, Нова Гвинеја, Нова Каледонија, Њуфаундленд, Северен остров, Нов Зеланд, Тасманија, Тајван, Хокаидо, Хоншу и така. Добро, многу податоци во прашањето и тука. Да, и малце ми, да, бе подмени. Требаше малце повеќе, можеби да се консултираме меѓусебно ние тројцата тука и ќе беше се подруго, сега ми криво и мене. Дека супер бевте, Вести Валентина, успеавте целосен пресвор да направите денеска, да стигнете до тука и искрено заслужувавте да си заминете со парична награда, но среќата ќе бараме во следното издание, за кое што си обезбедивте и учество. Ви благодарам за денешното учество во листа за 300. Супер бевте, без разочарување, парите ќе ги бараме во следното наше издание. Да, благодарим. Драги гледачи, со ова го завршувам и денешното издание на вашиот и наш омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.